Почитувани наши гледачи, добре дојдовте на каналот Откритија, Discoveries, надеж за еднината. Против неправдите во сите области. Решенија. Четврток, 30 март 2023 година. Оваа емисија се емитува во 20 часот секој четврток во живо. Денешната тема е крај за актуелното решавање на македонските прашања. Нерешавањето на проблемите, кои поради тоа од ден на ден се мултиплицираат, од една страна и постојаното решавање на отворените прашања во државата од друга страна, не воведува во еден виртуален свет на политократија, која е цел сама за себе. Постојано менување на устави на држава, на црква, на документи, на закони, на полови, родови, на протоколи, катадневно губање на човечки и детски животи во рацете на здравството, кое во Македонија очигледно е болно. Дали македонскиот народ сака да биде и понатаму во виртуалниот свет на политократија? Ако не, се прашуваме каква држава би сакал народот да има, бидејќи само тој може да каже кога и како и само тој го има тоа суверено право. Сето тоа на ТВ каналот Откритија, Discoveries, со мене Силвана Павловска и со Ана Бобинкова Мијаковска. Добре дојдовте уште еднаш, добре дојдовте, Ана. Добре најдов, добро вечер. Добро вечер и секој е добро за вас и за сите оние кои што не следат. И да спомнеме, како и во секоја програма, дека ова е првиот истражувачко творечки, генетички продлабочен интернет отворен ТВ канал, продукција Откритија, Discoveries, надеж за еднината. Програма која што можете да ја следите на повеќето социјални мрежи, како се разбира YouTube, и секако Telegram, BitChute, Rumble и така натаму. Ако имате прашања, можете слободно да се обратите до Откритија по имейл. Секој четврток разговараме за мощни озбилни теми, нешта што веројатно претпоставувам, а може би е сигурно дека други новинари не би сакале воопшто да расправаат за темите за кои што ние расправаме. Меѓутоа, она за кое што треба да се зборува, мора да се зборува и не треба човек да стравува или пак да подлегне на никакви притисоци од било кој, бидејќи се работи овде за Македонија, како татковина, како земја, која што постои од древното време, се зборува за нашиот македонски народ, кој што се соочува со огромни проблеми кои што се создадени внатрешно во самата држава, исто така од надвор од други странски фактори. Денешната тема, како што спомнав во почетокот, е крај за актуелното решавање на македонските прашања. Знаеме дека многу проблеми не се решени. Судски процеси се долго влечат, се додека не им дојди крај на тоа нешто и потоа не може да се разгледа. Тоа е само еден пример. Најновиот пример е во здравството и може би уште од самиот почеток сакаме да изразиме, Ана, соучество до... Сочувство. Молам?
Сочувство. На тоа Сочувство, мислам. да, сочувство Да. до родителите на Јана и нејзината фамилија, бидејќи Јана, малата Јана беше жртва на државните власти во Македонија овие денови. Да, и го изразуваме длабоко и искрено сочувство и тоа од дното на душата, што како луѓе пред се, меѓутоа и пред се како родители, значи на вистина погодува таква не грижа, значи непрофесионалност е тоа, неодговорност на некој кој што дал заклетва и кој што треба во чии раце е поверен нечи детски живот, значи да биде навистина тоа вакви ништа, значи да се читаат само како некој некогашен случај редок што се случил, што не треба воопшто такво нешто да постои во нашите болници. А тоа ни се случи еве пред некој ден, од обична така не болна состојба, да речеме, без оглед дали имало причини и зошто нели крвта на шеќерот во крвта на девојчето било покачено, без сето тоа да се утврди испита, значи се прави, се аплицира нешто што е навистина, бидејќи нели во истрагите што се вршат или кога ќе треба се докаже некоја вина, обично се оди на тоа да се види причинско-последичната поврзаност. Значи тие многу држат до тоа, ако немаш некои такви докази, дури и да е така фактичката состојба, не се впуштаат едноставно судиите, нешто повеќе нели да навлезат во причините, а овдека имаме непосредна, значи причинско-последична поврзаност. Без оглед и како и дали постоеле други услови се, меѓутоа самото аплицирање на таа гликоза или што му ја дале, веќе е доволна причина за веднаш настанал исходот. Значи, не можам да сватам како нешто што е утврдено, значи нешто што е и во пракса, меѓутоа и во науката, и точно утврдено како, зошто или како не треба се случува, како се случило и за тоа да се понесе одговорност, овдека се можно да се релативизира, да се навлегува во друго во кое што не стои воопшто во целата ситуација, дека треба се повикува дали да се заштити тој лекар, дали таа лекарска комисија што е формирале, што одлучила дека немало грешка, што не е прв пат, значи, мислам, не на таа се формираат разни за такви утврдувања, што не е прв случај. Значи, како може, исто како и со другите, тоа што е утврдено право или закон, се суспендира и некои се комисии сега ќе произведуваат нови норми, нови правни вистини и така натаму. Значи, ова е навистина трагично и јас сум трогната од родителот, значи таткото на девојчето, што во оваа ситуација здравиот разум што го има, што истото го кажува како и сите други родители што изгубиле чедо, еве, демек така го разбираме и ова во целата наша болка, да биде нели една причина да не им се случи на другите дечиња. Значи, колку е тоа благородно, колку е тоа само по себе нешто што само човек што има душа и срце може тоа да го изјави во тој момент, за разлика од овие другите, што се навистина, што велиме, во одела празнина, значи, кои што нема душа, само е тоа така фасада во која што е најголемо зло и тоа да го дозволува, значи, како лица кои што се на одговорни места, дали е лекар, дали е премиер, дали е министер, се однесуваат ношалантно како да се од друга планета. Значи, за тоа и баш
би зборувала и во ова емисија, зашто тоа е неодржливо. Значи, неиздржливо и само потребна е нели критичната точка, само од себе тоа се поништува. Не треба никој нив да ги како да речеме, да ги еве овие што се во власта да ги симне или некој друг нели да му ја земе, да му даде отказ. Значи тој самиот си подпишува против себе на овој начин. Нема друг, тоа треба само да се верификува и готово, да престанат нивните позиции и нивните вакви извртувања, значи што е недозволиво, апсолутно. Да. Очигледно е дека сегашните актуелните власти и владата во Македонија не и за ова имаме зборувано порано, не само што не се способни, туку самите создаваат огромни проблеми. И после на некаков начин пробуваат да ги прикријат тие и со тие комисии како што спомнавте и други некакви комисија за договорот со бугарите, историска комисија за се и се што кои што всушност не се ни стручњаци и не можат тие да одлучуваат дали е некој крив или не, се знае законот кој е. Така е, значи комисија е некое тело што треба да помогне за да се утврди нели вистината или како стојат работите, а не е таа крајниот субјект нели кој што ќе донесе одлука и тука завршува се. Која е таа комисија да утврдува ништо што е во надлежност на сите други мислам органи надлежни за тоа. Овој виртуелен свет на политократија, постојаното менување на устави на државата, на македонскиот устав, нели, на црквата, на документите, на законите, на половите и родовите, протоколи, катадневното губење на човечки и детски животи во рацете на здравството. Сите тие се болни нешта и изненадувачки е како може нашиот народ, како го издржува се уште. Меѓутоа, што рековте, треба да има крај на сето ова, бидејќи самите не се свесни, кога велам самите, мислам на властите и владата, не се свесни за последиците од она што тие го прават и самите можно е да воопшто не размислуваат да се повлечат од тие функции или министерства кои што ги држат, бидејќи нивните агенди се многу поинакви од народот. Со обзир да веќе има неколку такви договори, нели? Неколку такви договори што се подпишани со Грција, Бугарија, Охридскиот, Преспанскиот и сега им предстои овој што е предложено од Франција или Бугарскиот. Можно е и да го подпишале веќе, меѓутоа не го објавуваат. Чекаат да го објават во погоден момент. Менувањето на името на нашата црква. И она пред малку што го спомнавме со комисиите, менување на закони, проблемот со полови и родови, проблемот во образованието, со немање учебници, неиздавање на сведителства на учениците, терањето на учениците да учат од дома, а не се подготвени да го тоа нешто спроведат, затоа што мнозинството ученици у Македонија немаат тие компјутерчиња, лаптопови и така натаму, нели? Наставниците, учителите, тие нивната улога која што ја играат, и може човек да ги критикува нив, затоа што може би и тие се поделени во една смисла и ги
се грижат повеќе за нивните лични интереси отколку за децата. Децата кои што им обезбедуваат работа на нив, тие не се загрижени за децата, очигледно. И прифаќаат да се применат некакви си учебници, каде што историјата како историја не се предава. И каде што многу работи се изменети, извртени и наклони на нешто кое што е против нашата вера, против, како да речиме, против човекот, всушност. Да, тој е монструозен план, сме го фаќали, го фаќаме постојано и во вакви емисии насекаде и во си што ни правиме да се одбраниме од истиот. Меѓутоа, тоа е толку поставено на едно такво рамниште површно, што изгледа бенигно, дека нели ако се повикаме на заштита на човекови права и слободи, дека секој има право по својот живот или дури на вакво ниво, официјално образовно, да стои тоа таму некаде заради тоа што да не се повредал некој, така што се чувствува поинаку и така натаму, и сметаме дека ако тоа така го запазиме, дека е нешто позитивно. Меѓутоа, што стои за тоа и зошто тоа треба да се промовира и дали е потребно на овој начин, значи со тоа не се бават оние кои што треба да се одбраниме, да кажеме, или оние кои што се повикани, а меѓу нив спаѓа и овој наставниот кадар, што е просветниот кадар на сите образовни нивоа, затоа што тие се дел од тој образовен процес, значи тие треба да ги знаат, нели, и самите закони, одредби, се што е опфатено, сите со кои се опфаќа тој образовен процес во кој што се тие учесници, бидејќи е тоа многу осетлива материја, нели, образовен процес кај што имаш најчесто, значи, од мали деца, па потоа и нели младинци кои што се во тие си уште немат достигната полнолетност. Значи со такви луѓе, значи каде што гледаме има и педагози и психолози во училиштата, има многу проблеми кои што треба да се препознаат или дури здравствени состојби да се укаже, или се со цел да сето тоа се абсолвира на некој начин во соработка најпрво и со родителите, доколку има нешто не соодветно, и понатаму како тоа, нели, за да се изградат тие во здрави личности, одговорни и така натаму. Меѓутоа, од сето ова гледаме дека или тие кои што работат таму, па и кои што ги носат тие закони, само формално, затоа што дошло од горе, ги спроведуваат, пишуваат што ќе им се каже, предаваат што ќе им се каже, или воопшто не ги гледаат. Јас не верувам дека, ајде, може некој стварно и не знае што има, меѓутоа кога ќе треба да го предадеш, ти мора да го видиш во учебникот. И да не си бил, иако е нивна должност да ги прегледаат претходно програмите. Значи се, како ќе се одвива наставата. Меѓутоа, за да го предадеш, треба да го видиш. Може некој има отпор, може има и такви, или нема да го предава тоа на таков начин. Меѓутоа, тоа што тој не го предава, не малку е капка во море, затоа што сите други ако го прават, ништо не се придонел. Значи, не може наставникот да биде безгласна буква, да следи нешто или да не алармира и информира, најмалку родителите, ако нешто се случува за кое што тој е одговорен, нели, да ги информира најпрво тој. И така натаму. И сега, тука, значи, потврламе воопшто како држава и општество. Меѓутоа, ова општество и ова држава не е по наша мерка. Значи, не е по мерка на суверенот, на народот, на граѓанинот,
кој што има многу приметби, односно многу што од сето ова што се случува, значи е против сето тоа и не може едноставно сака да го надмине тоа, да се разрешуваат работите на поинаков начин. Меѓутоа, воспоставениот систем, начинот на кој што функционира ова општество и држава, едноставно ништо не може да се процесуира. Тоа ми беше зборот. Значи, едно е системски како е поставено и како функционира општество, или да речеме ова либерална демократија, парламентарна демократија и така натаму, каде што имаш мноштво на ставови, на цели и програми кои што треба да донесат нешто добро, така би требало да биде. Меѓутоа, тоа е сведено баш на полито и партократија, кај што само формата треба да се запази, треба да се изберат, односно не да се изберат, да се наметнат тие, па да биде дека се избрани од народот и да спроведуваат нешто тотално што не е воопшто во прилог, во интерес и во заштита ниту на народот, ниту на државата, туку за вакви интервенции што се и противуставни, противзаконски, против сите норми, повелби и така натаму човекови права, значи вакви менувања на уставот. Значи, за да спроведеш нешто што е противуставно, значи уставот пропишал дека тоа и тоа не сме. За да го спроведеш тоа, ти сега во парламентот ќе го смениш уставот, за да спроведеш нешто што со ваков устав е противуставно. Значи, докаде оди визијата на овие монструми, со самото тоа што се менува нешто што не треба, што не дозволува, значи тие ги пробиваат сите дозволени граници овдека што постојат и што во секоја држава треба да постојат. Значи, не може такво нешто да се прави и сега, по истиот турнек се случува и на полето на црквата. Значи, истиот шаблон се применува и тие ќе го менувале името, па како ќе им се допадне, исто како со половите и родовите. Сега вака мисли овој синот, сега вака е нашата соработка со тие, сестрински, еден блок, сестрински цркви, друг блок и така натаму, бидејќи имаме проблеми, сега ќе почнеме да менуваме. Па на што личи тоа? Значи, и сега тука доаѓа оној момент што мене и како искуственик и граѓански активист, значи за вистинска демократија, човекови права и заштита и слободи, онака како што ни стојат во заштита сите донесени и конвенции, и повелби, и декларации, значи на највисоко и меѓународно ниво. И сега кога сакаме да ги заштитиме нашите права, нема кој таму што ќе ја прими представката, а тоа е во согласност и со устав, и со закон, и со меѓународните договори и норми и право, нема кој уставен суд не постапува. Нема ништо од него да се каже за овие противуставни договори што кршат јус когенс норми. Не постапуваат другите, Власта е нелегитимна, антинародна, собранието исто така, што го нарекуваат мнозинско, тоа не е народно. И сега ќе донесуваат, ќе кројат, ќе пустат, ќе прават, се ќе направат и сега ние ќе се бориме на улица, ќе закажеме еден протест, ќе закажеме друг протест, ќе почине, не сакам да го користам во овој момент, и случајот со ова, или некое недолжно лице, дете, од каква и да е било причина, ќе се оди граѓанинот да се бори за тој поединечен случај, за секој поединечен случај, а овдека целото општество, значи како народ, како суверени, не сме, едноставно никој не третира, а ние сме тие што го даваме, што
од нашата власт, значи во нас е власта, во суверенот, ние тоа право само го имаме и можеме некому да дадеме во наше име. И сега, со такво фалсификување и на избори, со такво наметнување на агенди, програми што не се и против народот, и против волјата, докажавме со референдумите како оди се. И сега тие, значи, во наше име, бидејќи не можат во друго име, само во наше име ова може да го прават, дека ние сме се согласиле и тоа е веќе досадно да го повторуваме, како тоа е воопшто не вистина. Значи, овдека не можеме со демократски средства се бориме, меѓутоа демократијата ваква, каква што тие практикуваат во криза. Значи, тука суверенот, значи здрави сили треба да произлезат од народот кој што ги има, меѓутоа да делуваме како народ, значи не како граѓани само, како граѓански организации, здружени, така натаму милион на број, туку како народ. Тој народ што секаде нели сакаат и го избришаа, меѓутоа тој народ постои овдека и треба во Македонија, значи така и е, и по уставот, и по она што нив им причаше многу, кое што е национална држава, пред се на македонски народ, кајто не може да се наметнуваат работи кои што најнапред него го поништуваат и потоа ќе зборуваат за права граѓански човекови. Значи тоа е противречно меѓу себе. И ваквите промени што продолжуваат, а и претходно што се направени, значи народот не ги прифаќа и е многу против, и истото што се случува и во црквата. Значи во црквата истото е, јас исто зборевме во таа емисија кога ви бев гостин, нели кога беше актуелно со давањето на томосот. Значи, ставовите кај народот се уште има луѓе од македонскиот народ кои што тоа до крај не можат да го поздрават, затоа што од почеток, значи, е повторно измамен, понижен македонскиот народ пред се, неговата нели црква, Македонска православна црква, Охридска архиепископија, кога биле принудени, значи прво ги третирале како расколнички, затоа што самите прогласи автокефалност поради истите овие причини, затоа што сакаше некој да се прави нели нејзина мајка на македонската црква, која што е апостолска. Значи, Христова, која што има преемство, која што не нарушила никакви канони, напротив, други се истапиле од единството, значи си формирале своја автокефалност, нели, со начинот како се формирала власта или како се формирала одредена власт врз одредена територија, зборувам конкретно за Српската црква, патриаршија, и сега ние толку децении во тие јалови што ги водеа и те преговори, исто така, помеѓу Српската и Македонската православна црква, синодите, не држеа како да речам, како непослушно некое дете, што треба да му го дотераш паметот, и сега, после толку години, откако пак овој синот што е навистина исто така не е одговорен и не е недостоен, упатуваше молби на разни страни, нели, да сме биле признаени како Македонска православна црква,
И со самото тоа немајќи воопшто ни достоинство, ни чувство, ни критериум, нели кои сме ние и која е таа црква и дали треба воопшто да бара некој да ја признава или на нивна, како да кажеме, на нив паѓа дамката од тоа што и го прават на македонската црква и македонскиот народ. И сега, после толку време, да добиваме еден томос, во кој што томос стои дека тоа го дава томосот, дека ние сме се покајале, сме се вратиле од Куњна Магаре, значи од една автокефалност што си е прогласена на еден валиден народно-црковен собор во 1967 година, значи, каде што сме обстојале како таква 70 и колку години има до сега. Значи, сме докажале дека можеме да постоиме како самостојна, значи, автокефална македонска православна црква и наместо тоа да се рачуна, значи, во правото колку повеќе долго време поминува, значи, ти стикнуваш право на тоа што си го браниш или што си го чуваш, што си го негуваш, си го докажал тоа, си ги истрпел сите удари, нели, и не си се откажал. И наместо да стоиме на тоа, ние после 70 и колку години, ние се откажуваме сами. Ние, црквата македонска, со која што ние се идентификуваме до сега, се откажува самата од тоа што со векови, со генерации го направила, значи го сочувала автокефалноста, крајната, и сега се враќа како автономна на ниво од 59 година под српската патријаршија, за да ја даде томос за автокефалност. И сега тука е најголемата, како да речам, мислам и предходно е, меѓутоа, ова е врвот на тоа, на таа противречност што се јавува, значи недефинираност, недореченост во тој томос, што таа се дава, што нели јурисдикцијата никој не ја доведува под прашање, меѓутоа сите што биле нели имот на српската патријаршија на територија на денешна Северна Македонија, така стои, дека ги даваат на користење, дека тие се нивна собственост, дека ние сме корисници. И второ, значи во тој томос стои дека, како стои, баш ќе го прочитаме, добро, после ќе завршам, дека со овој томос на некој начин, значи таа ја признава како во единство, автокефална се и го дава, меѓутоа прашањето за своето име да си го уреди во диалог со другите православни цркви, па исто доаѓа како со името на државата, значи за домашно потреба, кој ќе те признае, меѓутоа за меѓународно потреба ти не си автокефален, ти не си самостоен независен, ти мораш името твое да си го уредиш со другите. Сега јас да разговарам со вас, Силвана, за како вие ќе се викате, за да јас ве признам. Па нели признавањето однапред оди. Јас се уважувам како Силвана, а ако ви ќе разговараме како ќе се викате, какво е тоа признање, каков е тој томос прво. Значи, и овдека стои, не сакам да сум критичар, меѓутоа треба ги гледаме работите како се напишани, а не како сакаме да бидеме или не. И сега Сосем се почитува народот македонски. Нити пак неговата волја. Да. Не само од тие дали е тоа српската или она што е во Цариград, поточно, туку не луѓето кои што се во самиот синод, нели? Да. Со поглаварот и владиците, со исклучок на можеби неколку во тој синод,
Како е можно тие да си дозволат да донесуваат одлуки или пак да подпишуваат договори со некои си други фактори и да бараат да бидат признаети и да бараат томоси и да имотите да ги предадат на србите и да ги користат имотите под Кирија, нели? Се било српско, што е, дури и овие што се во диаспората, македонскиве цркви, наводно не биле повеќе македонски. Ќе се прашаме за тоа. Да, значи овдека во самиот томос како документ, значи сега го гледаме, освен ова што кажавме што стои, значи пишува истовремено Српската православна црква топло му препоручува на блаженствениот предстојател и светиот синод на новата на новата сестринска црква. Замислете ова формулација, значи ова, значи Македонската православна црква кога го доби овој томос, таа станува нова црква, не е старата. Значи, прво, ова третирање е исто така проблематично, затоа што, нели, според нивното канонскиот тој процес што треба да се одвива, ова признавање, значи, сега сме во 59-та година, кога тие ни даваат томос и станува нова, значи каква е таа нова црква? Значи тоа, таква формулација да направи за апостолска црква и дека треба името допрво да си го редува со томосот, тоа ништо не се решава, значи другите пак како хиени ќе ни стојат над вратот и така натаму, и тоа е нешто што треба го прифати македонскиот народ, кој што заедно со своите високодостоинственици, значи на тие 3 црковно-народни собори, си донел одлуки, си донел устав, си донел, нели, промени и така натаму. Последната беше во 2000 која година беше 18-та, кога додадоа, нели, Клус и Јустинијана Прима. Значи сето тоа е направено како што треба. И покрај тоа, нели, што имавме вакви притисоци, има и една декларација во Собранието на Република Македонија, кога беше председател Јовче Јордановски, кои дават поддршка на единството на Македонската православна црква заради сите овие, нели, што ги имавме притисоци и напади и така натаму. Значи, направени се многу работи, како што треба, како што е редот, се е тоа испочитувано и сега ние како народ, значи како црква која што е на народот припаѓа и произлегува, не му припаѓа на тој синод, што исто, нели, треба во наше име во народот да ја води и тоа. Значи сега сме исправени пред опасноста синодот самиот да прави промени заради тоа што му викаат од лево, од десно, од право, од назад, ова не сакаме, тоа не сакаме, немате признаеме. Нас веќе не ни е потребно признавање, не ни беше потребно. Ние сме признаени од вековите, од милениумите што дојдоа, од сите тие премрежија кај што остана црквата, кај што беше со народот. И сега е прашањето дека оваа црква, како што е наведена во томосот, е нова. Значи, тие третираат како нова, која што се врзува со државата, новостворената држава. Северна Македонија, и ќе правиме ние сега нова историја, нова црква, пупо не важи нешто што било. Значи, тоа е задирање на вистина во основите па и на постоењето, во таа непобитна, како да речам, создавана патина што ја имаме сите и како православна, и како човештво, и како цивилизација. Значи,
Како може се менува ништо од денешен ден за да важи ретроградно наназад и да ова црква е нова, а каде е старата црква? Каде е Македонска? Може би нивните размислувања се дека оваа држава сега се вика, нели е преименувана И па затоа зборувам Северна да, Македонија и со обзир нова. на тоа црквата треба да нова на Северна Македонија. Така да тоа се тие нивни планови кои што тие го изведуваат, ги изведуваат веќе неколку децении и нешта што ние еве во последно време сме во состојба да самите нели ги спознаеме и читаме и се информираме. Овие нешта се планирани многу години уназад. Меѓутоа, тоа што синодот заедно со поглаварот го направиле, тоа може да се смета како една врста предавство. Нешто што подлегнале на притисоци од други да донесуваат одлуки кои што не се во никаква корист на македонскиот народ и на македонската земја како таква. Да оставиме настрана името на Македонија, секако е дека Македонија е Македонија, нели? Меѓутоа, црквата си е Македонска православна црква, без обзир дали е Северна, Беломорска или Пиринска Македонија или она што е во албанскиот. Така е, меѓутоа да, секако дека според нив и постановени одредени правила, кога се формира одредена држава, треба да се има кој е идентитетот на таа црква, барем така како што досега важи дека секогаш без оглед што е анационално треба да биде православието, нели, не само да не ни врзана со државата во таа смисла, меѓутоа сепак во секоја држава си има црква која што си носи предзнак на тој народ, на таа нација што живее во таа црква. Не може за нас да важат нови правила, значи непостоечки, наметнати, дискриминирачки и сега, а исто така и во Обединетите нации, нели? Да, со менувањето на името. Да, што бевме признаени под уставното име, значи некои што се против правни, значи против меѓународното право, повелбата на Обединетите нации, така исто. Значи како може секоја држава да е во ред, таа црква си ја нарекува како што си ја нарекува и нема проблем. Само за Македонија проблем како ќе нарекува црквата, како ќе нарекува државата. И точно е дека е поврзано оваа проблематика се решава во време кога се смени името на државата. Значи тоа го имавме, па и што се обратија тие недостојните од синодот до бугарската да не биде мајка и така натаму, па или од Фанар, од Цариградската што сакаат тука да ја стават под своја команда и затоа и беше ова нели експресно да биде од српската, меѓутоа таков томос што не е повторно е половично нели тоа, е само билатерално признавање нели на македонската, а треба да го уредува името со другите во диалог. Мислам тоа е стварно неправично е против природните и против Божите закони. Природните и Божите, да. Со ова и во црквата и пошироко, не само во Македонија, туку начинот на кој што делуваат, нели, ајде, нека има исклучоци, меѓутоа тие ја шират омразата, тие не ја шират љубовта. Значи тука нема ништо Божјо, достоинствено, црковно, човечко што треба да зрачи, да сјае, за да го заштити, како да кажеме, човекот, верникот, онаму каде што е во својата полнота, во она што тој го представува, а не сега народот, еве и со последната петиција од десна што
декларација што ќе оди за сочувување нели на името на Македонската православна црква и таму натаму има и во 10 точки уште кои аспекти нели тоа опфаќа народот да се брани од тие од синодот, како да го заузда да не може да направи такви недозволени промени. Народот да се бори, да не знаеме од која страна веќе да ја фатиме работата против овие во власта, во собранието, за да не ја уништат државата. Значи, во што сме ние доведени? Зошто ни се они? Зошто ги рани овој народ со своите пари? Ова држава од кого зимат, за кого работат? Значи, затоа е крајот. Тој е дојден, само треба тоа да се официализира на црно на бело. И тоа ќе дојде. Значи, ќе дојде ден кога можеби самите ќе излезат, затоа што до тука е дојдено, што веќе е апсурдно, било што овдека да се превзема, затоа што ова на ништо не личи. Повеќе на ништо не личи. Само на нивните очигледно голо промовирање на се што не е прифатливо, на се што е против човек, против народ, исто и во болниците. Значи, таму владее таа програма, значи се е програмирано на смрт, на страх, на заплашеност, еве и во училиштата, значи на некое како да речам, ако не му се дозволи некој да сите своји фрустрации и нездравости да ги манифестира, дека тој може познатаму ќе го загрози општеството. Значи, до тука имаше во Америка денеска, вчера се случи, дека некоја женска особа кој што е од религиозно семејство, значи со тоа и работат родителите, не дозволуваат да се чувствува машко, меѓутоа тие биле против тоа. И сега убила тројца ученици, не знам колку души, во училиштето во кој самата завршила. Значи, полицијата потоа и неа ја уби. Значи, сакам да речам, ние сме загрозени повеќе кратно од спроведување на вакви нехумани, нечовечни политики во било која сфера, со интервенција во природата на човекот, во правата на човекот, на народот, на државата, на се, и сме после под удар, никој не може да не заштити од такви луди умови во кои што ќе ја развива таа своја нездрава фантазија или начин на кој што сметаат дека треба тие овдека нели да функционираат, а всушност нив треба да им се помогне. И тоа да се озакони, да се воведе во официјална програма на образование, на функционирање на држава, а тоа никој така не функционира. Значи, тоа е распад на оваа форма, на овој систем што ја нарековме, либерална демократија, неолиберализам, како и да е, што ги пушти пипците во нашето општество, и на ова воопшто не е воспоставено, значи нелогично заснованост на една држава со сите своји институции како функционира. Сето тоа треба да се од корен да се ревоспостави. Да. И тука народот има најголемата мака, ама и најголемото право за понатаму да размислува, значи од сега па на подолг рок, сето ова како да си го врати во рамките, во зоната на она што е прифатливо, на тоа што е исправно. Да. Има во последниве неколку денови нашите се мощне активни на социјалните мрежи, посебно на Facebook, каде што... Винувам малку, видно. Да.
би сакала за нашите гледачи и слушатели да се осврнам на една која што беше на вест објавена во Плюс Инфо К од Јагнула Куновска, насловен Кој го враќа информбирото? Прашалник. Кој го враќа информбирото? И таа вели во ова статија, Ана, Јагнула Куновска, робството е новата лика на слободата. Кој благодет во Македонија го консумираме, а со залагањето на македонците од власта, чекаме бугарите и албанците да ја поделат и врамат сликата на Сан Стефанија и Шкиперија Емаде. Тоа брзо ќе се оствари ако Србија ја подпише или заобиколно ја прифати велепредавничката двострана спогодба. Потоа ја чека делба на планирани републики, секакви општини и чуки до целосно раскомадување. После недоветната поделба на ЕУ, тоест за ЕУ, во наводници за ЕУ, и против ЕУ, и овие два збора се во наводници, која ја промовира врхушката на криминалната тајфа на власт, сметајки се себе за предводник на Македонија и на народот по европскиот пат, трасиран од друг со нова актуелна и опасна категоризација, истите тие марионети на стратешки партнери зборовите се во наводници, појачани од соцзвездието пропагандистички измеќари, го поделија народот во два спротивни табори, русофоби и русофили. Ново информбиро? Се прашува Јагнула. Тоа е грмоглавина од кодошење, со заплашување и замолчување. Тоа е срамно однесување на грст материјалисти, платени да наметнуваат и да спроведуваат туги агенди и интереси. Дотаму дрско што со осуда го игнорираат правото на самоопределба во мисловна смисла, прифаќање или отфрлање на туги политички цели, притоа без омраза кон било кој народ, држава. А тугите цели на западните камшикари ги нарекува таја, а тугите цели на западните камшикари се одамна одомајќинети во нашата земја и непречено се реализираат. Со своје видение и наметнати смерници, тие, место нас, се изјаснуваат за нашите витални прашања, а потоа не оценуваат што сме исполниле, а што не е, наводно како критериум за во ЕУ, без да ги почитуваат нашето достоинство, совест и чест, како и правото на здраворазумен човек да ја отфрли заканата која со присила го редефинира неговиот национален идентитет, пишува Јагнула Куновска. Затоа ја отфрлам прозападната политика, вели таја, која е профашистичка, колониалистичко, рабовладетелска и која нема право да настапува во име на меѓународната заедница, бидејќи е мал дел од неа, чие име се злоупотребува од шака економски моќници и политички марионети на НАТО, односно на англо-американската наметната и во Европа политика. Не е утеха, ама треба да се каже дека тие што ни се наметнаа и издружено не колваат и ни ја третираат државата како тоалетна хартија, а нас македонците како отпадници од човечкиот род, меѓу себе не се поштедија. Колонијалниот систем или современиот неоколониализам, форсиран од Америка, која во никого не гледа партнер, туку марионета, ја колонизира и Европа, убедувајќи ја заедно да ја уништиме Русија, а потоа и вас.
Не стигна да ја уништат мечката. И тоа нема да се случи, но затоа англо-американската втора фаза за уништување на Европа е во тек. Хороскопот на ЕУ, која веќе не е самостојна организација, го штелуваа до распад. Пропаѓа старата дама, посебно откако НАТО стапна во незината срцевина и ја претвори во собствена база и команда, како партнерство за мир е во наводници, која циркуска пародија денеска само по некој за подсмев ја споменува. Тој навидум здружен Запад со својот посеан вирус кој го разорува човештвото, нема снага во судир и спротиставување со Истокот. Нема да успее. Неоколонијалниот систем пропаѓа заедно со збувнатиот фашизам, чии творци и следбеници не можат да сватат дека во иста вода не се стапнуваде по втор пат. Америка одамна почна да ја губи својата доминација на светски џандар и апаш, посебно кога Русија во 2022 година и покажа нова ориентација за Истокот и Западот, стави точка на напредокот на НАТО и можноста да ја докачи за вратот. Затоа Солен Брег ја брани Украина преку телевизија и само повикува за нов дотур на оружје. Не праќа трупи, а нема ни војници кои би отишле да гинат. За да трае војната, надевајќи се дека Русија ќе ослабне и ќе попушти, ќе ги врати освоените територии. Миротворците, кои ја снабдуваат со оружје Украина, а забрануваат на Русија да и се доставува од Кина и други земји, од подалеку морално ја куражат дека се со неа. Со епски стихови пеени и од нашите паролаши не забавуваат дека Украина е морален победник, го обедини демократскиот свет. Русија мора да се победи. Разгракани ја забошотуваат вистината дека Америте изгубија, НАТО не успеа и мора да се себе укине, барем во Европа, која спрема Орбан, поддржан и од други политичари, треба да формира свој воен сојуз без сегашното НАТО. Македонија се сврти како држава во таборот на русофоби, усогласувајќи ја во таа смисла внатрешната и надворешната политика со Западот, без алтернатива. Затоа, во наводници нашите, водачи кои ја препуштија судбината на земјава во туѓи раце, трчаат да ја, во наводници, спасуваат Украина, да парадираат како недоветни по жртвуваната земја, сликајќи се со челните профашисти. Да се штитат интересите на туѓа држава, кога во исто време свесно се врши велепредавство на интересите на државата. Во чие име се шетаат и китат со ордени, вели Јангула, е учество во трагикомичен театар. А војната се повеќе светот ја карактеризира како одбранбена, бидејќи е јасно дека Русија беше нападната од НАТО, со самото тоа што преку Украина се обиде да и се напика, а имаше договор кој не се испочитува, дека Украина нема да влезе во тој сојуз раководен од суетна врхушка, која не може да се помири дека звездата им е на видлив залез. Не војува Русија со Украина, која со се народот е жртвувана. Светот знае која провоцира војната и зошто НАТО со Америте и англичаните се осојузи кон Истокот. Точка е ставена на ширење на чадорот кон Исток. Затоа е свесна Америка, свесна и Европа, дека е втурната во туѓа војна од која пропаѓа. Измамата отворено се труди да се ослободи, измамена отворено се труди да се ослободи од пријателското робство, за кое од поодамна стана свесна, но молчеше. Сега не само што прета, туку и клоца, но тоа е иден расплет. А на НАТО и Америка им се брза, и на англичаните не се почитува ништо што е противно на нивните интереси. Како што нетрпеливо не чукаа нас поглава да го подпишеме Охридскиот,
да го смениме името со преспанскиот, а сега да го отвориме уставот. Исто во тој несреќен за, во наводници, спогодби Охрид, ги присилуваат србите да го прифатат француско-германскиот ултиматум, во кој нема две страни, бидејќи Косово е насилно одцепен дел од Србија. Да се разбереме и да ни биде дефинитивно јасно, тие двајцата неписмени силеџи од европскиот бордел, представници на американските и англиските интереси, кои ја силат Србија за обиколено да го признае Косово како правен субјект, воопшто не се насекирани што нивните држави се против признавање. Тие имаат задача предофицијално да капитулира Украина, која повеќе од 20% ја изгуби територијата и својството на држава, Америка да се устоличи на Балканот. Америка да се устоличи на Балканот со новата НАТО држава и членка, се разбира со војска и добиено наоружување за контрола и одбрана. А по брза постапка, државата Косово ќе се обедини со Албанија, со која и сега нема граници, и ќе ја официализира маршрутата на голема Албанија. Не е случајно Албанија е местото каде се градат НАТО базите, а Криволак е базата поврзана со Бондстил, каде се стокми заедничкиот одбранбен систем меѓу Косово и Македонија, кој е големо албански и дел од тиранската платформа. Тоа не е се. Македонија отворено ја следи судбината на Косово. Не случајно брзоплето се повлече барањето за албански заедници, бидејќи е преурането. Но во Прешевската долина синхронизирано се действува, исто како и во Босна. Во тоа помага и американската платформа за отворен Балкан. Се е обмислено со лаги и закани. Тенденцијата е одредени народи, посебно од Балканот, за сметка на други, да ја изгубат својата историска свест. Робството е новата лика на слободата, кој благодет во Македонија го консумираме, а со залагањето на македонците од власта чекаме бугарите и албанците да ја поделат и врамат сликата на Сан Стефанија и Шкиперија Емаде. Тоа брзо ќе се оствари ако Србија ја потпише или заобиколно ја прифати велепредавничката двостранна спогодба. Потоа ја чека делба на планирани републики, секакви општини и чуки до целосно раскомадување. Жално е за мене сето ова што се случува. Се надевам дека ќе се сопре овој фашистички, сатанистички терор, ако русите помогнати од Кина, Индија, арапскиот, јужноамериканскиот и другиот напреден свет ги победат глобалистите и воспостават нов мултиполарен геополитички систем во кој со Господ напред белким ќе се почувствуваме човечки битија. Пишува Јагнула Куновска во plusinfo.mk. Тоа нешто излезе во јавноста на 29 март оваа година. Ете, таја прекрасно ги опишува нештата што се случуваат. И да не биде доцна за нашиот народ, доколку не се освести и превземе мерки. И тоа брзо. Да, па тоа сите на тоа сме насочени, размислуваме на кој начин со тоа што треба ние согласно нашите специфики, нашиот дух во кој што ние постоиме и действуваме, да го поставиме и примениме, затоа што не сме насилен, значи не сме на тој начин бунтовен народ кој што со такви исти методи или ке сака да се пресаметува и така натаму. Ние сме по-сталожени, поразумни, размислуваме како до правото да се дојде на тој исправен начин кој што нели чувствуваме и ни е загарантирано тие основни човекови права и сметаме дека во диалог со другите
тоа ќе се разбере. Меѓутоа, очигледно е, како што и во оваа колумна стои, дека станува збор за два различни менталитети. Значи, модус вивенди, начин на разбирање на светот, начин на делување и така натаму, каде што конфронтациите на овој начин се одвиваат. И сега, ние бидејќи сме тука на таа клучната точка, која што е стратешка, и затоа и сме биле секогаш на линијата што вели Кери, поранишниот државен секретар на САД, на линијата на огнот, тоа ни е нашата позиција, а тие големите фактори, нели, ќе си тргуваат, нели, ќе си се препукуваат, ќе си се конфронтираат и така натаму, нели, кој ќе победи. Истата таа и сега е истата, нели, мисла. Сега работата е што треба сите да пораснеме, значи треба да се менуваат работите, затоа што тие кои што се создадени по делбата на светот или начинот на кој што цивилизацијски се водат тие војни, а тие не се цивилизацијски воопшто, тие се корпорацијски, да кажеме, и криминално, материјалистички, побуди. Да, и на тој начин, значи, треба тоа сито да го менуваме сите, во кој што ние, мирољубивите народи, особено Македонија, треба да си ја задржи таа улога и курс, затоа што нам ни доликува ова што со векови, со милениуми сме го правеле, ќе продолжиме. И сега се обидуваме на таков начин, затоа што тоа е нашиот јазик, тоа е нашиот код, нашиот говор, нашиот начин како да постоиш, како да соработуваш, но не можеме да се ослободиме од овие натрапници кои што се во тој дух обликувани, со спротивните тие обуки што им ги прават, што на никој начин им се и испрани мозоците, инсталирани им се таквите програми, и тука е тешкото, меѓутоа тоа дојде, ве гледаме зашто се води војната во Украина, страда недолжниот народ, значи од двете страни, а тоа е и словенски народ, и затоа нашата улога и како Македонија и во тоа да ние и самите, меѓутоа треба здружено да делуваме, значи сите кои што сме погодени од ова зло, кои што сме нели на таа исправна страна и на историјата, и на правото, и на правдата, и на животот, значи да си ги останиме, да делуваме заеднички. И во таа смисла можеби не може би, туку треба нешто на тоа ниво да се направи на меѓународно. Јас смитам дека сите овие договори што се склучувани за вакви интереси и што се притискани цели држави или влади и така натаму, кај што се менува, што се вели личниот код или опис идентитет, па и тие територијални, да речеме, аспекти на државите, сите тие едноставно според постоечката и важечка Виенска конвенција за договорно право од 69-та година, значи едноставно да подлежат на една ревизија, меѓутоа и целосно поништување. И така ќе може на тоа повисоко меѓународно ниво, кај што ќе можеме здружено, значи ние како групно, сите кои што го имаме тој проблем и такви наметнати нелегитимни договори, значи со заедничка, тоа може да биде тужба или заедничка постапка или жалба, зависи на кој начин ќе се одвива тоа,
Значи, едноставно да се стават сите тие адакта, сито тоа да пристане, да се поништи, да се укине, да им се врати сувереноста, значи правата, тие насилно прекршени одземени на луѓето, на народите, и така да продолжиме во еден подобар свет и посветла иднина и да паднат, значи, сите овие фашистички, милитантни, монструозни, геноцидни политики. Јас смитам дека тоа би можело да собереме сили, зашто секој сам се бориме. Меѓутоа, на тој начин тие продолжуваат. Значи, денеска едно жариште ќе отворат тука, како во Украина, ќе трае 4-5 години. Кога таму ќе заврши на ваков или таков начин, а пак со некој ваков неприфатлив договор, како што тие ги носат, ќе се отвори на друго. Тоа и го имавме во минатото, Афганистан, Сирија, Либија, Либан сега. Значи, сето тоа е дел од тој систем што треба целиот да биде едноставно да престане веќе тој да постои, да продуцира вакви состојби. И зборот ми е, значи, кога сме кај тие договори, значи, ние можеме да чуеме едно шизофрено, значи, едно, како да кажам, болна формулација, што е влезена во тие договорни методи, методологии, нели, на преговарање, па како и така да се дојде до еден договор, и таа формулација е дека тој ќе биде најдобро решение, нели, кој што ќе се постигне, и да е неприфатливо и за двете страни. Значи, немаш еден што му одговара, а другиот не му одговара, туку и двете се незадоволни, тоа е компромисот да се реши нивниот проблем. Значи, каква е таа, како може, па треба да се задоволни сите, значи тоа не е решение. Да, или како кога си болен, значи не те лечи, до негде нешто ќе направи, ти не си задоволен. Меѓутоа, тоа е твојата здравствена состојба, ама треба да оздравам, докторе. Значи, да бидам ти како што мислиш, како што некој таму напишал. И силата таа медицина, значи сега се извинувам, меѓутоа сакам да го поврзам, што велиме таа цела психологија, методологија на смртта што владее, значи, во општеството и во целата медицина се базира на некои протоколи, таа носи име медицина базирана на докази и така натаму, меѓутоа поголемиот дел од тие докази, од тие протоколи точно ја постулира таа смртта како зло кој што нели нас не загрозува, ни прети цело време над глава, мораш да голташ вакви апчиња, мораш да примаш таква терапија, се, значи се што докажано е дека е штетно, значи го загрозува природниот организам на човекот. Меѓутоа, тоа е така востановено, значи тие пак го востановиле тие кои што сметаат дека човекот не треба до крај да биде излечен, само дека треба или да му се продолжи животот на одредено време, или пак ако не го бива, едноставно ќе му речат нашата медицина, тоа е. Или ако немаш пари да платиш, не можеме ова да ти направиме, не можеме она. Значи, какво е тоа општество, каква е таа медицина, нездраво, што не може човек, без оглед каква е болеста, да собира по SMS пораки, да под хуманитарни концерти, по социјални мрежи, на картички, на било кој начин, донации, за да оди на некоја интервенција, што овдека патем никој не ја прави, а има доста приватни што имаат високи тарифи на нивните услуги, и треба да оди во не знам која држава,
сето тоа, значи да го обезбеди самиот граѓанин. И ние збориме за уставна социјална држава, кај што е бесплатно здравство, бесплатно ова, кај што се грижиме нели за благосостојбата, за здравјето, што никој не го прави. И сега мораме и да се бориме и против нив, како против овие во силовите и како владата. Значи, на секој против судиите, затоа што не судат во име на народот, не носат правични одлуки, против обвинители, против други таму, значи сите против Ивана, против Есама, се каде што не се едноставно не услугата не е таа. Значи или врз основа на тоа што треба ти да си корисник, тој печали и тебе ти го ограничува или нарушува она што ти треба да го добиеш. Не постои никаква услуга, никаква грижа, никаква способност. Законодавството не действува, редот го нема, правото го нема, и таа огромна лага дека треба ова да се прави, треба она да се прави, за да се влезело во некоја си ЕУ, која нема ни да постои. Во меѓувреме се перат пари, истите тие лица или сопружниците на тие лица купуваат компании или добиваат сделки за кои што наводно не знаел Ковачевски или компанија. Нели такви глупости, народот не е глупав. Меѓутоа како што значи тие што се функционира без оглед дали се работи за член на семејство, ма сепак тоа е судир на интереси, значи отвараат за фотоволтаици, отвараат за канабис, за медицински цели фабрики, отвораат за мали нели хидроцентрали, отвораат други фирми каде што на големо нели се работи, тоа се големи можеби добивки да остваруваат, а ваму македонецот, обичниот граѓанин се бори со основна екзистенција, значи проблеми кај што и тоа право што го има не може никој да му го одбрани. Затоа што се така поставени и програмирани се на поинаков начин. Овде не зборуваме само за оние што се во владата од македонско потекло, зборуваме за оние кои што се од албанско потекло, кои што се во владата, кои што и тие имаат огромни добивки од тие тендери, нели, се последно време се повеќе и повеќе не работат нивната работа, меѓутоа наоѓаат време за да играат фудбал во нивните канцеларии и секакви други работи. Јас сакав да споделиме со гледачите една друга изјава, овој пат од Светлана Симоновска, македонска, Ана, ако можеме, која што излезе во јавноста на 28 март. Светлана има напишано таа статија и на македонски и на англиски, што е фантастично, затоа што оние што не го разбираат македонскиот или не читаат кирилица, македонска кирилица, ќе може на англиски, ако го разбираат англискиот јазик, да го разберат оно што таа пишува. А иначе, можете ли да ни кажете збор-два за Светлана Симоновска, македонска? Да, Светлана Симоновска македонска е една голема македонка родолюбка, која што сега во моментот живее во Чешка и таму предава англиски јазик во училишта за англиски јазик. И доаѓа така во годината кога ќе може, била на многу од нашите протести, воопшто на овие изминати години, постојано е активна, особено и на социјалните мрежи за македонските работи, за вистината да се дознае. Таа е лингвист и таа област е и таа во која што и професионално, меѓутоа и како родолюб повеќе е насочена и истражува
I постојано има искуство со синдикални организации, особено таа исто еден период, мислам дека кога била помала, може би таму е во некој степен школување, тој е завршено во Австралија, не знам точно во кој град, каде што била уште од мала присуствувала на тие разни протести или на работниците, за работничките права. И така да во тој дух тоа истото го застапува и во Македонија и се бори да се си што е неправда, едноставно да се избориме тоа да се укине, да пристани. И во оваа прилика голем поздрав, ја поздравувам од тука, од нас, од Скопје, од оваа канцеларија, каде што пише пред некое време ни беа гости, не посетија и баш имаме и така документирано. Прекрасно. Фотографија. Јас да додадам, Светлана исто така редовно не известува и образува околу потеклото на зборовите. Да, точно. И јас на вистина доста научив од тие нејзини информации. Еве сега да прочитаме што пишува Светлана Симоновска Македонска на 28 март. Еве ова книга е нејзина книга, потеклото на јазикот, да, македонскиот јазик. Кога не посети пред некое време, тука остави таа неколку примероци од оваа книга за луѓе кои што се заинтересирани дека може да си ја купат. Па доколку некој ме заинтересиран, може слободно да ни пише на тој мејл или да не побара на социјалната мрежа и ќе може да си ја добие. Јас ја порачав мојата, а и мојата колешка пријателка од Брисбан, Куинслен, Оливера Стојчевска, исто така порача за себе една книга, така да очекувам наскоро да ги добиеме тие книги и ќе ги читаме и ќе зборуваме за нив секако. Благодарам, Ана. Благодарам. Можете си се извинувам. Светлана вели, ни на крај памет на расистичката тврдина Европската Унија не е целта да ја зачлени Република Македонија во Европската Унија. Вистинската цел, прекрасно, вистинската цел на ЕУ е да ги изигра и прелаже македонците да си го променат најстарото име на еден народ со лажни ветувања за зачленување во ЕУ, што демек ќе овозможило во Македонија да почне да тече мед и млеко. Сушност денес, со војната во Украина, ЕУ проектот во корист на богатата западна владеачка класа и нивните приватни корпорации пука по сите шавови. Тие просто чекаат земјата да се дестабилизира, за да се распадне и да се подели на соседните лешинарски држави. Па така, додека македонските медиуми и политичари постојано ги потикнуваат и подучуваат македонците да сонуваат за членство во ветената земја ЕУ, антимакедонските западни владетели на светот од поднос ке им ја одземе родната земја мајка Македонија, за која толку многу македонци и македонки ја пролеале својата крв и ја платиле највисоката цена со својот бесценет живот. На тој начин, антимакедонскиот Запад, во загради ЕУ и САД, конечно ќе го реши се уште отвореното македонско прашање со бришање на Република Македонија од картата на мајката земја и со негирање и истребување на сите македонци од мајката планетата Земја до последниот или последната македонка македонец. Овие антимакедонски западни владетели мислеле дека си ја постигнале оваа цел
со расчеречувањето на Македонија во 1913 во Букурешт, но тој нивни план бил саботиран и расипан со Втората светска војна и основањето на Социјалистичка република Македонија на еден дел од Македонија. Сега се решени да ја оправат оваа грешка и конечно да ги закопаат македонците и Македонија. На оваа тема зборува професорот по историја Тодор Чепреганов. Ако ЕУ навистина сакаше да ја помогне на Македонија и на македонците, тогаш ќе купуваше македонски производи и ќе обезбедеше пласман за македонски производи, а не само за ајварот на Зајка, бидејќи тој ја врши гнасната работа. Наместо, за кого се зборува кога се спомнува Зајка, нели? Наместо тоа, вистината е диаметрално спротивна, каде Македонија е преплавена со производи од ЕУ, а посебно од Грција. Тоа се производи кои со помош на државни субвенции од даночни врзници се многу ефтини и ги прават домашните производи далеку поскапи и помалку конкурентни, па македонските производители се приморани да ги фрлат и уништат своите производи, како јаболката од преспа, грозјето во тиквеш или лубениците и зелките кои се распродаваат скоро без пари. Само за илустрација може да послужи податокот дека во многу западни држави на ЕУ за секоја крава од буџетот се плаќа по 2 евра на ден, што во многу сиромашни држави не трошат ни по глава на човек. Народот и работничката класа, повторувам, само народот и работничката класа може да ја спаси Македонија. Сега е крајно време работничката класа да се разбуди од кома, да престане да биде слепо водена како стадо овци од политичари и овчари, да се организира и да ја преземе управата на земјата од корумпираните мафијашки политичари пред тие да ја докрајчат. Народот и селаните во Втората светска војна се бореа и по војната се изборија и ја создадоа македонската држава на вардарскиот дел од етничка Македонија, Социјалистичка република Македонија. Черчил и Рузвелт не дозволиле Егејска и Пиринска Македонија да се приклучат кон новоформираната република, како што ги лажеле македонците на почетокот од војната. Денес пак само ограбениот и понижуван народ, селаните и работничката класа ја поседуваат силата да го зачуваат последното парче од жална Македонија од целосно исчезнување. Ете, тоа е гледиштето на Светлана Симоновска-Македонска, која што исто го има напишано истото тоа и на англиски, така да можете да го погледнете на социјалните мрежи или побарајте го нејзиниот профил и ќе видите за што пишува таа и колку е голема родолюбка. Да, поздрав до Светле. Поздрав до Светлана и да продолжи и понатаму да пишува за темите за кои што таа е стручњак и ги истражува и ги споделува со нас. И благодариме. Да. Како што рековме, крај за актуелното прашање на македонските прашања. Да. Да, крај да биде, затоа што ова е противречно и неодржливо и мора така да заврши. Не може да се делува анахроно, например, зборувавме и за овие или идентитетот што сите ни го споруваат, па имењата на црква, на држава. Значи, не може да се одлучува сега кој да е за наназад. Значи, анахроно, ретроградно, не може да се поништи сето тоа со некој денешен договор. Значи, тоа е стварно не е нормално, не здраво е пред се, а не е ниту правно издржано, така што не може повеќе политички одлуки да се нодат од рака, кој како има желба, така да се прави. И затоа точно е дека само народот овдека треба да одигра таа
важна мисија и улога, затоа што се ова што сега функционира, не може тоа да го направи, затоа што не е ни доблесен, че не е воопшто, ниту пак сака народот да соработува со нив. Зашто со нив не може да се разговара и да се договори било што, затоа што тие веќе се од онаа страна на доброто, значи, и од онаа страна на законот. Значи, тие ги прекршуваат и ги злоупотребуваат, со тоа и го нарушуваат и нашето право. Да. Меѓутоа, еве, јас би завршила тука, меѓутоа само сакам да споменам колку е важно нешто што се носи, донесува на писмено, значи што се склучува, што има правно дејство, значи што обврзува некого. Сега второ е прашањето дали народот тоа го признава или не, дали е тоа легитимно или нелегитимно, но чисто како документ, значи кога нешто постои како такво, треба да се види што повлекува и ако го оспоруваш, на кој начин или и со што можеш да го побиеш. Например, исто беше актуелно тоа дека одлука донесена на референдум може само со друг референдум да се смени. Не може да се смени на друг начин. Че тоа се некои правила што ние треба да ги знаеме, да се држиме до нив и да ги почитуваме, и кога ќе прочитаме нешто или нешто, кога ни се нуди, ни се сервира, треба да го имаме тоа во точната, во изборната форма, значи како стои, и кога ќе го споруваме, треба тоа да го правиме на начин на кој што треба да го направиме, инаку ќе биде само наше празно зборување кое што не повлекува, да речеме, некоја промена или некоја дејство да го има на тој начин на кој што сакаме да го има. Значи, примерот беше, да скратам, во овој томосот што го читавме. Значи, стои дека вкупниот движен и недвижен имот на Српската православна црква внатре во незините граници и се отстапуваат на користење на новата автокефална сестринска црква. Значи, тоа стои во томосот. И сега, само ќе направам едно поврзување, значи со оваа декларација што оди за одбрана на името на Македонската православна црква, што ја почна иницијативата, новата политичка партија, десна, во декларацијата во точката 8, мислам дека беше, сега немам пред мене, стои дека сите цркви и манастири, што се наоѓаат на територијата на Република Македонија и припаѓаат на Македонската православна црква, се собственост, всушност. Да. И сега, подолу во уште една точка во таа декларација, всушност ова беше погорна некоја точка, а некаде во 8-та точка на таа декларација стои дека иако постоја проблеми, нешто парафразирам многу, околу ова, сметаме дека конечно со томосот, или од мај 2022 година, што е даден од Српската патријаршија на Македонската православна црква, дека конечно е решено ова прашање, околу признавањето, единството, со другите сестрински, така натаму, дека е во канонско единство, конечно е решено и тоа. И сега, ако одиме, значи, во истиот документ, значи, погори имаме дека сите цркви, манастири и се собственост на Македонска православна црква. Ама видовме дека во томосот пишува дека тие што припаѓале на Српската патријаршија
на тлото на Македонија се дадени на користење. Значи, тоа се два различни статуси. Едно е да си собственик, друго е да си корисник. И сега, во оваа декларација, во истата, значи, го прифаќаш тоа што е во томосот, дека е со тоа решено конечното, ама таму корисник е црквата на тие цркви. А погоре во точката изјавуваме, пошто тоа е декларација што секој од нас треба да ја потпише поединечно, како своја изјава, а горе изјавуваме дека сите тие нели се собственост на Македонска православна црква. Е сега, што е појако? Дали томосот кој што го прифаќаме со таа декларација или нашата декларација дека не е точно дека тие се нивна собственост, а нам ни се дадени на користење, туку дека сме собственост Македонска православна црква. Значи, зборот ми е како со декларацијата можеме да го побиеме она што е содржано во самиот томос. Значи, дали декларацијата ќе го има тоа правно дејство да оспори самиот томос, кој што пак во осма точка се декларирам дека го прифаќам. Значи, тука постои една противречност, што не знам, можда е од небрежност. Од желба да укажеме дека не може, тоа е собственост на МПЦ. Меѓутоа, со тој томос кој што го прифаќам во истата декларација, тоа не едноставно се судира. И сега зборот ми е, значи ние сите треба да размислуваме како да ги гледаме и она што е напишан документ и како да се однесуваме согласно тоа. А друго е дали ние ќе сакаме нешто или ќе се обидеме на овој начин или ќе некој може манипулира со народот, сака да го поттикне да ова, меѓутоа малку ќе го измести од она, како да речам, правото што треба тој да го декларира и да го брани после на секој ниво кој ќе дојде. Зашто на суд ако одиш, ако дадеш два противречни искази, што се побиваат еден со друг, мора едниот да падне. Значи, само една може да биде таа што е вистината. Така да, треба да размислуваме, треба да се бориме и на исправен начин, на тоа кај што најмногу нели е тоа изгледно или начин на кој што треба за да падне се ова што ни се наметува и што ни е на некој начин како наметнато, како обврска дека треба да почитувам некој таков документ. Меѓутоа, ако ние сме свесни и совесни, ќе најдеме начин како ние да се избориме и да не почитуваме нешто што ме побива во основата. Точно така. Тоа беше размислата како пример што е корисно да се И благодариме за тоа, затоа што народот што не слуша, што не гледа, од сето ова учи. Ова програма е научна програма. Затоа добро има од се по нешто. Се по нешто, откритија, решение, за да нашиот народ се охрабри, нашиот народ е мудар народ и нашиот народ може да каже стоп, толку, не може повеќе. Ние сме газди оваа наша земја, татковина, ние сме, нашата црква е македонска црква, црквите, манастирите што се во Македонија се македонски и нема тука расправи со никого. Некој што сака да се расправа, овде на англиски велиме they can jump up and down. Да, така. Тоа сакаат нека прават, тоа е нивни проблем, тие си се одговорни за нивниот однос. Нашите не треба да прифатат и да пристанат на нешто затоа што се помудри и им недостасува таа храброст, но
гледајќи ги работите како што се одвиваат поинтензивно во последно време, чим народот се освести, а народот се освестува и е освестен до една голема мера, според моите наблюдувања, и ги свати работите како што се и тоа што всушност не во негова корист, тогаш нема враќање. Може да си ја земи својата судбина в раце и да превземи мерки кои што се потребни на правно ниво, на други нивоа кои што се потребни за да се сузбијат поништа сите тие договори и томос и така натаму, нели, кои што не се во корист на нашиот народ и на нашата татковина. Да, така е, да. Ние имаме доверба во нашиот народ, способни се да го сторат тоа нешто, само што, како ќе ги повториме оние ваши зборови, треба заеднички, сплотено да работи. Да, и не смеат да дозволат, според мене, да некои им го одземи вниманието, нели? Оти тие што се спротив, кои што се на власт сега моментално, тие ја бомбардираат јавноста, користејќи ги медиумите, нели, со секакви вести и непотребни нешта. Народот наш не смее да обрнува внимание на тие нешта што се случуваат, туку треба сконцентрирано да размислува, планира и ги изведува тие планови со цел да се дојде до онаа држава во која што сака да се живее, нели? Да, така е. И волјата на народот, значи затоа што тој е суверен, е нај меродавна. Значи таа е најважната во овој случај. Значи народната волја е таа која што и секој треба да ја почитува. Да, апсолутно. Ете, со тоа неприкосновена. Денешнава програма на ТВ каналот Откритија, решенија, нова парадигма на времето, и се надевам дека го зедовме вашето внимание, дека за овие теми за кои што зборувавме, ќе можете да зборувате и со вашите пријатели, вашите роднини, да се чувате, чувајте го вашето здравје, чувајте ги вашите дечиња, и сплотете се со луѓе кои што се истомисленици како вас и зборувајте за тоа на кој е најдобриот начин за да се остварат плановите за Македонија и македонскиот народ. Еднаш за секогаш да ова прашање што грците наводно го измислиле, македонското прашање, или пак тие во оригинал го нарекуваат на англиски The Struggle for Macedonia, нели? А потоа не знам како дошло до тоа да, нели, македонското прашање за македонското прашање. Да тоа нешто се оствари. Крајно време, живееме во 2023 година, издржавме доста работи, можеме и тоа нешто, бидејќи води само кон една победа, една слога, еден мир, едно спокојство, една љубов меѓу својот народ, љубов за нашите семејства и за нашата татковина Македонија. Така и со македонскиот дух, значи со нашиот ум и разум, тоа може да не ослободи. Да не можеме да правиме ништо како некој друг, или кога нашето мора од нас да произлезе, тоа и начинот и борбата и стилот на кој што сето тоа треба да се одвива. Тоа е исто наше право и наша привилегија, зашто секој исто не може како македонски народ да делува, и во тоа е богатството, и во тоа е суштината на сплотувањето на тој начин, на соборноста што ни е потребна на сите нас
сега во овој момент за конкретна работа, која што доста ја имаме од сите страни и почувствувано, и анализирано, и истражено, и утврдено, и што треба. И тоа е само последниот чекор да се направи, но за него се потребни најголемите подготовки. Да, и да спомнеме пак дека нашиот народ надвор од Македонија, каде и да се, во Австралија, Америка и Европа и така натаму, ја дава својата целосна подкрепа на нашите во Македонија, во Пиринскиот дел, во Беломорска и во другите што се окупирани делови на нашата татковина мила Македонија. Така да тоа да го земат нашите слушатели и гледачи во обзир и да го веруваат затоа што тоа е вистина. И ве молам да се почитуваат сите наши луѓе, каде и да се во светот, а посебно почита од нашите во Македонија кон нашиот народ во диаспората. Бидејќи сме ист народ и може би вие не можете да видите нешто конкретно дека ние ја поддржуваме и подкрепуваме нашата кауза, македонската кауза, но верувајте дека тоа нешто се случува и ќе продолжи да се случува. Така да се гордееме со нашето потекло, со нашиот јазик, со нашата култура и со нашата вера. И сплотено можеме да успееме во нашите цели за една татковина. Да, и ние тоа сме го почувствувале и во контакти со нашите македонци во Австралија и во лични и вака преку интернетот, во многу дописи и ја гледаме таа подготвеност, значи една спремност која што е континуирана, значи во континуитет, таа не попушта, не се прекинува, само се надоградува и уште повеќе се зголемува и навистина сме, да ви искажеме една голема благодарност и една така комплимент или како да го наречеме, навистина сте вие, македонците од Австралија, особено насочени секојдневно со мислите, со срцето, со душата во Македонија сте. Значи, тоа е почувствувано и искажано од самите и од многу што живеете таму. Тоа е неразпиливата врска што е жива и што ве влече без оглед што се уште не сте физички во Македонија. Иако сме на крај на светот, сепак. Да. Со мислите сме поврзани. Да. Се надевам дека ние што сме тука во Македонија, например, не можеме да кажеме како би било сега од Австралија, кога би живееле, како ние би делувале. Меѓутоа, веројатно истото ќе се случува. Меѓутоа, ова е навистина толку посветеност деноноќна и цело време, а живееш сепак во друга земја, значи со други се соочуваш со други моменти и сето тоа, ама тоа не пресушува, значи доказ дека љубовта кон татковината секогаш е во тебе и така и треба да биде, да не пресушува, никогаш да не се обледи, да. Секогаш. Нашиот народ и се што е македонско. Ви благодариме, почитувани наши гледачи и слушатели. Се надеваме дека ќе ни се придружите следниот четврток во 20 часот на ТВ каналот Откритија Discovery. Со од мене Силвана Павловска и од Ана Бобинкова Мијаковска. Се најдобро. Се молиме за сите, за најдоброто, за сите нас. Ви благодарам.